Здраво, дечки! Денес во оваа епизода ќе го возиме новиот Opel Grandland, освежениот Grandland кој што сега доаѓа со една промена во името, наместо Grandland X, сега е без буквата X и не значи како има изгубено тој X фактор, односно сметам дека баш со ово освежување сега Grandland го има тој X фактор. Ајде да видиме дизајнерски што значи новиот Grandland. Доаѓа со новата визор маска која што сега е препознатлива кај сите, речиси кај сите модели на Opel. Тоа е овој затворен дел кај решетката кој што искрено мене ми се допаѓа. Тоа го видовме и со новата Opel Mokka. Исто така ги има овие да кажем грбки на хаубата кои што се препознатливи пример од Opel Kadett од 70 години и исто така ми се допаѓа бидејќи прават многу добра комбинација од постарите, од оние модели кои што започнаа да го градат брендот, но исто така и сега со модерниве времиња, со модерните дизајни, со модерните линии е многу добро вклопено за сето тоа да подсетува од каде му се гените, од каде му се корените, но исто така да кажува и кон што друго одат напред. Многу ми се допаѓа искрено. Конкретно овој модел што денес го имам на тест е во GS Line ниво на опременост, тоа значи кога добиваме малку по-спортски изглед и надвор и внатре. Конкретно надвор се сите овие црвено-црни елементи и горе на кровот и доле со сите лајсни. Една работа што не ми се допаѓа се црните бандажи. Зошто? Бидејќи ова се 18-инчни бандажи, бидејќи се црни и со сите црни елементи од автомобилот некако се затвара целата кола и бандажи изгледаат многу помали од тоа што реално се. Но како и да, изгледа интересно, изгледа многу убаво. Јас сум искрено фан, бидејќи некако си дава свој карактер целиот Grandland за во споредба со неговите ривали. Сега, ќе започнам со практичноста, ќе почнеме од багажникот. Вау! Ова прв пат ми се случува од прва да погодам да се отвори со нога. Браво! Стварно лесно и многу добри системи поставиле Opel кои што лесно се користат. Багажниот простор е 514 литри, што е доволно за едно семејство искрено, кога ќе се спуштат задниве седишта, се добива речиси рамен под оваа даска. Можете да ја подкренете да добиете совршено рамен под тука на заднава клупа. Ми се допаѓа тоа што средниот дел можете да го отворите и со технички се добива една дупка кај што може да се стават скии или други долги предмети. Нормално ги има моите куќи и закачалки кои што се супер практични за прикачување на потежок, поголем багаж. Уште некои две остави од страна гледам кои што може да ви се најдат и под оваа даска. Под оваа даска има простор за резервно триколо, тука конкретно оваа опрема веројатно се доплаќа и да, автоматска врата која што можете да отворите или на клучот или на копчето од самиот багажник или со шутирање, со шутирање, знаеме на што мислам, подбраник кај сензорот. Сега влегуваме внатре за да видиме таму што значи новиот Grandland. Ајде. Започнувам прво од задниот дел на Grandland, бидејќи ме интересираш искрено како е со комодитет тука, бидејќи напред е стварно многу удобен и комфорен. И еве, во моментов кој што можете видите, имам малку простор позади моето возачко седиште во моментов според мојава позиција нели како што е наместено. Искрено се чувствувам удобно тука за глава и повеќе од доволно. Може би за нозе очекував малку повеќе, но ајде да кажеме дека јас сум вратен малку и повеќе од тоа што треба назад, па затоа може би сега намален просторот, но ако се наместите убаво, стварно тука е удобно и комфортно и се диштава се стварно добри, удобни, меки и мислам дека на подолго патување ќе нема воопшто проблем никој од патниците тука позади. Што има интересно да се каже, добро, освен дека имаме наслон за рака,
кој што кажа дека еве од тука може да го отвориме и да добиеме простор директно со багажникот. Со овој наслон за рака тука имаме и две остави за шишиња кои што не се на располагање, нормално Isofix куки за детско седиште, Алкантара, дечки. Добро, во GS Line како дополнителна опрема, овој модел конкретно има Алкантара, кожни седишта со Алкантара и тоа многу ми се допаѓа, ја обожавам. Во поглед на практичност, доле има USB порт, еден, очекав два бар да има, но многу низок. Технички да нема тунел тука, скоро и да е рамен, што е добро, бидејќи кога ќе се седне на средниот дел, вау, имам простор буквално секако и за седење и доле за нозе и тука горе со рамениците. Мислам дека може тројца патници, возрастни патници, тука да патуваат на многу подолг период и да се чувствуваат удобно. Ова е многу сериозна работа, бидејќи сепак Гренленд е фамилиарно возило, а многу негови конкуренти ова не го нудат. Тоа е тоа. Одиме напред. Ајде. Доаѓам на предниот дел и што има се види на прв поглед? 12-инчен дигитален дисплеј пред возач и 10-инчен дисплеј за инфозабавен систем за сите патници. Како функционираат, што се нудат? Ајде вака, на дигиталниот дисплеј пред возачот се гледаат сите работи што му се потребни на возач, навигација, потрошувачка, километража, имате различни дизајни кои што можете да ги наместите и да гледате онака како што вие сакате, дури имате опции вие да персонализирате што каде и што се да гледате. Друга работа што ми се допаѓа е тоа што со сите безбедносни системи кои што ги има овој Гренленд, ги чита радарите, ги чита сите знаци, тука ви се прикажуваат и е многу поедноставно возењето. На 10-инчниот инфозабавен систем вака. Прво, не ми се допаѓа што е вака закосен тука горе, да е оваа закосеност да има малку подоле како кај Opel Corsa, ќе биде многу подобра, бидејќи така многу пофункционално и поубаво се гледа. На ваков начин се чувствувам во одредени случаи како да не можам доволно да видам што се има на екранот. Малку искрено се мачам, особено како денес кога имаме многу сонце и не можам баш да гледам добро од оцијат, но ајде, не е голема некоја критика, чисто да кажам како опција, односно како момент кој што се мали детали за да биде совршен 100%. Надоле препознавам некои работи од Peugeot, нормално, Opel и Peugeot се во истата групација, Stellantis сега поново, и нормално е да ги имаат некои детали искористени двата бренда. Тоа е пример целата рачка од менувачот кој што е убава, но тоа го кажав и со Opel Corsa очекувам Opel да има свој белек малку. Свој белек приметувам тука кај рачките, кај воланот. Премногу некако се закосени нагоре, дури во одредени моменти се чувствам како да сум заборавил светла, жмигавци, брисачи вклучени, а всушност не се, само се така позиционирани малку повисоко. Во поглед на практичност искрено не пречи воопшто, но визуелно малку ме нервира, бидејќи се бунам, сум заборавил, всушност гледам дека не. Во поглед на практичност, тука доле имам, гледам дека има една голема остава за телефонот, тука доле има USB порт и 12 волтен приклучок за струја. Искрено убава голема остава која што е стварно многу практична, а кога не сакате да се гледа што има внатре, се затвара со ова капач. Тука е оваа пластика за шишиња за вода, за сок, за било што, и ми се допаѓа тоа што може да се извади, да се трне и да се добие овој голем простор тука, или ако сакате можете да го ставите и повторно покрај остава за шишиња тука да има и мала остава дали за телефон, клучеви, парички, било што. Под наслонов за рака има голем остава
тенка, ама стварно голема остава. Ми се допаѓа тоа што наслонов се движи напред-назад и можете буквално да го позиционирате онака како што вас ви одговара. Во вративе има простор за шишиња, мали, не големи, окей се и сметам дека реално не ви ни треба нешто повеќе од ова. Останатиот дел, ќе кажам седиштава, исто како позади, полукожа со алкантара, стварно преудобни. Второ, во оваа опрема имам опција да го приспособувам во најразлични насоки. Дали тоа значи да го зголемам, односно го помесам овој дел кај нозете понапред или поназад, зависи како вас ви одговара. Дали електронски, само го најдам копчето, ќе го спуштите или ќе го кренете. Стварно, многу удобни седишта, кои што можете ги приспособите онака како што вие сакате. И сега мислам дека е време да се возиме, да видиме што нуди Гренленд во поглед на вожња. Одиме. Веќе сум задоволен од на Гренленд и што на сам почеток мора да признам, мислам дека оваа соработка на Opel со Peugeot, односно со целата групација на Stellantis, многу добро им дојде, многу добро му одговара на Opel и многу доби, многу доби. Ова што сега Opel го нуди е стварно, луѓе, еден многу повисоко ниво, повисок левел на пакетна опрема, квалитет, на перформанси. Стварно јас сум фасциниран од Opel со последниве модели што ги имаме на тест и сериозно ме тера да размислам на еден Opel прикупување. Ајде сега да се вратам на нашата тема, што значи Гренленд конкретно денес во поглед на опрема, во поглед на перформанси. 1,2 трицилиндричен турбобензински мотор. Ќе си кажете, тој мотор слаб, како може 3 цилиндри? 130 конски сили луѓе ги произведува и се феноменални, односно се повеќе од доволни што ви треба. Стварно сериозно и многу искрено го мислам, бидејќи колку е жилав овој мотор, целава Stellantis групација што направила со овој мотор е одлично, перфектно, стварно перфектно, бидејќи имате многу добри перформанси, многу добра потрошувачка, 130 конски сили, брз, респонзивен мотор. Не очекувајте сега спортски мотор да се тркаме со сите, не, сепак да се вратиме на реалноста. Ова е фамилиарен автомобил, практичен автомобил, но имате можност да се подпрете на овој мотор со перформансите. Ако сакате да забрзате, тоа да го добиете веднаш. Ако сакате да добиете малку повисока брзина, тоа да го добиете лесно. Во поглед на потрошувачка, имам потрошувачка, сега ќе ви кажам точно, тоа се 8,5 литри. Повторно, одлична бројка. 3 цилиндри од друга страна, да, јас лично ги избегнам, не сум фан, бидејќи чудна, бучава, не секој пат дава добра потрошувачка, нема добри вибрации, односно комодитет внатре во кабината, но тука е стварно неприметливо дека имам 3 цилиндри, многу добар мотор, многу добро искомбиниран, плюс имаме 8 степен автоматски менувач во комбинација. Конкретно тука менувачов исто како моторот, перфектен. Толку лесно, толку добро ги менува брзините, толку безчувствително, да кажам, не безчувствително како да нема чувства кон она колку добро да ги менува. Тука едноставно безчувствително од страна на не чувствувате било каков трзај или уништување на комодитетот. Од друга страна па приметив една работа која што мора да спомнам како критика, конкретно со менувачот и старт-стоп системот. Во моменти кога се движиме како сега во гужва и кога е минимално движењето, знаете, држите технички само на кочница и се движите на напред,
чувствувам одредено сецкање, како да е конфузен моторот, како да не знае што сака не моторот, менувачот и системот, како да не знае дали чекај сега ќе застанам, нема да застанам, ќе изгасам, нема да изгасам, ај трни, ај подзастани. И се чувствува едно сецкање, едно непријатно чувство кое што да треба да го навикнете, да навикнете педалата за кочници, бидејќи знае да биде малку поагресивна на одреден дел, но кој ќе го навикнете, веќе го избегнувате тој детал. Ама искрено, еве во овие 4 дена ми се случи неколку пати, ме нервира. Мора да признам, ме нервира. Ме вади од време на време, бидејќи ќе се изгаси, ќе се вклучи, па ќе го изгасиме системот, по друга страна ме нервира зошто кој ќе изгасам колата и за кратко време кој ќе запалам повторно јас треба сите системи пали, гаси, би сакал да се памтат, и тоа не се случува само тука кај Opel, кај повеќе брендови се случува, еден апел до нив: направите колата да ми ги памти работите што сум ги направил. Не сакам со секој влегување во кола повторно се од почеток да направам. Не, затоа сум ја купил, затоа сум ја персонализирал да биде моја, да направам онака како што мене ми одговара. Но нема врска. Ајде, продолжуваме со други работи. Гренленд во поглед на воžnја. Луѓе, сериозно, не знаете колку ми изненади тука. Зошто? Бидејќи очекував како повисок автомобил да има големо клатање, нели чиста физика. Не, окей, има одредено клатање, но тоа е нормално и очекувано и не е воопшто страшно, односно не е воопшто лошо, добро е, не знам како ви кажам, толку е удобно внатре, буквално со мрдање лево десно на автомобилот, вие се чувствувате удобно тука, значи немам немам никакви приметби, немам никакви критики во поглед на удобноста, на комфортноста внатре што ја нуди. Друга работа, па мора да кажам, ми пречи тоа што управувачкиот систем, иако е толку добро, прецизен, толку одговара на сите ваши маневри што ќе ги дадете, некој пат знае да биде и малку побрз од тоа што треба. На понагли маневри се чувствува како сега ќе свртам, чекај сега да видиш, малку по-спортски, односно малку по-авантуристички дух некако ми има, затоа внимавајте, мислам, нема да направите, нема да ве доведе во непријатна ситуација, но може да ви изненади не очекував дека толку нагло ќе сврти. Тоа е една критика која што ќе ја кажам за управувачкиот систем, но останатиот дел е стварно толку многу добро сработено, толку многу комфортно. Ова е крузер, луѓе, внимавајте, ова е крузер, да. Во GS Line би го купил дефинитивно Гренленд, зашто бидејќи би добил малку по-атрактивен дизајн надвор, би добил поубави седишта тука, би добил поубава опрема, малку по-спортско чувство со овие седишта, да, по-спортско чувство со перформансите, со управувачкиот систем можеби, но на крајот на денот ова е крузер. Со него можете си дозволите да се спакувате и да го пропатувате цел свет и да уживате и воопшто да не се каете што сте тргнале со автомобил, бидејќи ќе уживате во секој можен километар кој што ќе ви биде ставен на располагање или на испит. Стварно, многу удобен автомобил. Но од друга страна, нешто што ќе спомнам е цената. Конкретно овој пакет тука, со Алкантара седишта како дополнителна опција, со спортски седишта воопшто, со сите овие можности кои што ги нуди седиштето напред, назад, нагоре, надоле, лумбарна поддршка, чини 33.000 евра. Интересно е тоа што во овој сегмент од сите конкуренти кои ќе споредите се толку смалени разликите, односно толку
сите нудат предобар пакет во поглед на опрема, во поглед на дизајн, во поглед на квалитет. Значи, останати се мали финеси да направат разлика за да одлучите што сакам да купам. Стварно се мали финеси и малку ме кочи 33.000 евра кој ќе споредам со некои други негови ривали, пример Kia Sportage, бидејќи сега скоро ја возевме. Слободно отворете го тоа видео, сакам да ми кажете во коментар вие финеси и разлики, што повеќе ви се допаѓа кај еден кај друг модел, бидејќи сметам дека за оваа цена која што е повисока, ама не само кај Opel, кај сите модели веќе се с големија цените, знаете, со корона, со сите кризи отидоа цеneви у плафон, и 33.000 евра веќе се сериозна сума на пари. Затоа тие мали финеси кои ќе ги споредите и излегува дека и не се така мали финеси кои што може сериозно да ви влијаат. Оставам да прочитам во коментар ваше мислење, бидејќи стварно сериозно ме копка да видам што вие мислите околу тие мали финеси. Дали вас ви се битни толку како мене и дали ви е пресуден друг фактор. Толку од мене, толку од Opel Grandland и се гледаме наскоро со ново видео, дечки. Направете subscribe. Чао!